господинот Бранко Сотировски. Како што воити пред неполна година во интервју за телевизија Сонце, денес тоа го исполни. Рачно испишаните страници, напишани во неговиот дом, во кој што се чувствува македонскиот древен дух, ги срочи во книга од 457 страници, насловена "Како поинаку ако не зета Македонија". Знам дека секоја книга од било кој автор има своја вредност, има своја душа, но оваа книга која што ја држам во моите раце е некако необична, специфична, полна со мистичност за многумина од нас. Но тука е господинот Бранко Сотировски да ни појасни за каква книга станува збор, и пред да го започнам разговорот со него би сакала и да го поздравам другиот гостин, господинот Саша Оливрински, кој што е дел од проектот Зета Македонија уште од самиот почеток. Господа, добар ден. Добар ден. И како што е редот, разговорот ќе го почнеме со вас, господине Бранко. На мое задоволство и на вашата книга Зета Македонија, долго најуваната, ја вида светлината на денот. За каква книга станува збор и односно која е основната карактеристика на оваа книга? Во оваа книга обработени се спомениците на културата, оставени од македонскиот народ, распространет низ целата земјина топка. Со временски период од 400.000 години, овие артефакти, со нивната употребна вредност, нивната символика и фонетските знаци, преку јавно и тајно писмо, кои научниците низ целиот свет не можат да ја согледаат, тука во книгата се уредно презентирани. Преку овие артефакти и нивните пораки, пронајдени и датирани од научниците, дозналаме за македонската култура, која е основа на светските културни достигнувања. Артефактите се непобитен доказ, кој треба да служат за презентација на Македонија како центар на светот, извор на писменоста и науката. Оваа книга ја презентира македонската монотеистичка вера. Тоа е вера на големата мајка Македонија со незините развојни фази. Тоа е вера во единствениот Господ Сонце и тоа е вера на новородениот или Исус, со значење новородената природа во која се наоѓа и Синот Божи Македон. Велите дека книгата изобилува со многу символи, артефакти кои имаат скриени пораки. На корицата на книгата стои именката Македонија без провокативно без буквата Ј. Зошто? Да ви објаснам, книгата има наслов Зета Македонија, но буквата Ј е изоставена. Иначе книгата во неја изобилува од македонски символи, кои се распространети низ целата земјина топка. Еден од најкористениот македонски символ е символот на сонцето или на Божјото око. Тоа е тој символ. Овој символ го среќаваме и во Америка, кај на вака индијанците, го среќаваме и во Кина, и во Австралија, и во Африка, и во Европа. И во Македонија. На секој македонски вес се наоѓа ваков символ. На килимот се наоѓа. На сите народни носи тој може да се пронајде. Овој символ на сонцето, е содржан од 4 сончеви зраци. Двата сончеви зрака доаѓаат како духовна енергија од сонцето, тоа е тројански ат, а другите два сончеви зрака се движат од земјата кон сонцето, тоа ја пренесуваат материјалната енергија од земјата назад до сонцето. Сега, кој е тоа свето тројство? Сега ќе го објаснам. Световното тројство се согледува преку трите линии од триаголникот. Првата линија е Божјиот сончев зрак Ил, втората линија Божјата Ма, а третата се боговите македонци кои се враќаат назад на сонцето. Тоа се тие
свети тројства, две свети тројства, а символот е овој сончев знак или сончеви зраци, или тоа е македонското сонце. На книгата, корицата на книгата е изработена со повеќе линии. Тоа се пренос на таа духовна енергија од земјата кон сонцето и од сонцето кон земјата. Тука имаме еден символ. Тој символ, сега ќе ви кажам што значи. Тој е символ на пролета, поезијата, љубовта, цвеќињата и убавината. Зачеток на животот, живиот свет и символ на науката, уметноста и македонската митологија. Символ на Зета Македонија, македонска цивилизација и историја на светот. Символ за континуитетот на македонската култура до денес. Буквата Ј изостанува од називот, затоа што оригиналното име на Македонија е без буква Ј. Тоа е додадено од понов датум. Дали го додал Вук Караџич? Не знаеме. Тоа во науката се знае, само јас не сум го напишал во книгата. Од кај знам дека Македонија оригиналното име на Македонија е без буквата Ј. Ако го свртиме книгата и на форзецот, така се вика овој првиот дел од почетокот на книгата, имаме 5 надписи, дешифрирани надписи од сите 5 континенти. Овој првиот надпис, тој е од Велушка тумба, Пелагониски регион. Тоа е тој артефакт. Овој сад со насликаниот мотив ја представува Македонија како планета Земја од самиот нејзин почеток на создавање на светот и рајот. Садот е роса, орос, оплот, маково зрно, капка афионова опивка, тој е полн со нектар, со духот Божи Македон. Садот е женска полна келија, погодена од љубовната инка, пред да пукне и се претвори во ембрион. Насликаниот мотив на садот во форма на цуд е символ на македонската писменост, системот на броење, македонската наука, уметност и традиција, македонската митологија на големата мајка на воскресението, сонцето, космосот, ројот, сојот и рајот Македонија, на земјата и вселената. Мотивот е символ на македонската цивилизација со изминат временски период од најмалку 400.000 години. Тоа и тука, значи, гледаме дека Македонија е напишана од лево кон десно, без буквата Ј, на два пати. Вториот артефакт, или вториот надпис Македонија, се наоѓа во тој е стар 132.000 години, 42.000 години македонска ера. Од Индија. Тоа е Индија Патне. На овој артефакт, покрај надписот Зета Македонија, го среќаваме и подписот на Тешто Тилјо. А овој подпис на Тешто Тилјо всушност е името на денешна Република Кина, со значење Чонгуо Кина. Чонгуо Кина. Третиот артефакт е артефакт од Зета Македонија преку океански северен цуд Невада. 16.500 години, 12.400 години македонска ера. Сега ќе да го пронајдам. Тој надпис, кај што пишува Зета Македонија без буквата Ј, се среќава на еден карпест врв во Невада, во близина на исушеното езеро Винемуца. Инспириран од овој надпис, создадовме со композитор Сашо Леврински Лаврот, создадовме и една изворедна песна, тоа ќе ја слушнеме покасно. Што сега да ви кажам? Истражувачите
Истражувачите од Универзитетот во Колорадо тврдат дека гравир лигатурата на карпите во западниот дел на Невада се со изминат временски период од најмалку 10.000 години, 10.500 години. Некои анализи покажуваат дека се и постари од 14.800 години. Со што ова најново истражување докажува дека токму овие петроглифи се со најдолг изминат временски период во Соединетите Американски држави. Уште еден податок. Првичните датуми добиени за гравирите се преклопуваат со фосилите откриени во пештерите во јужно-централниот дел на државата Орегон. Овие остатоци датираат повеќе од 14.400 години, а исто така се најдени и коскени остатоци од коњи и камели, кои се изумрени во Северна Америка пред 13.000 години. Овој артефакт, четвртиот артефакт кој се наоѓа, кој е пронеден во Јужна Афричка унија од Африка. Јас ја нареков Африка Зета Македонија Божјиот лом, Јужна Африка 77.000 години македонска ера. Тој на два пати, тоа е како изгледа како компјутерски чип. На два пати се чита од десно на лево и од лево на десно Македонија. Еве сега да видиме. Тоа е таа област на врвот на Африка. Тоа е тој глинена плочка и тоа е тој надпис кој изгледа како шарки некако. А уствари крие надпис и крие своји тајни има. И да видиме што кажува книга. Компјутерскиот чип, мал по својата димензија, но и бескрајно голем со своите откриени и се уште неоткриени пораки, во себе го содржи два пати името Македонија, како рај на земјата и рај во вселената. Македонците верувале во два раја. Земјата е едниот рај, а вториот рај е тогаш кога ќе по нивната смрт, кој ќе отплуват кон сонцето, во рајот во вселената. Потоа името на владетелот Зет Ис Илјо и неговата држава Зета Македонија. Божјиот лом. Ова анализа на глинената плочка е само еден дел од се уште неоткриените пораки, кои допрва ќе ги откријат помладите македонски аналитичари. Сега тука имаме еден надпис од Австралија. Таа земја во книгата се вика Зета Македонија лом на Дон. Овој надпис е со старост од 22.000 години, 8.000 години македонска ера. Така да и тука немаме буква Ја, еве да го погледаме и тој транскрибиран текст. Тоа се артефакти, тоа се цртежи на камен. На ова слика, тоа е човечка фигура, може да се прочита Македонија без буквата Ја. А на овој артефакт, тоа е очигледно дека е кенгур, може да се прочита Македонија без буквата Ја. Имате многу докази за има именката Македонија без Ја. Паралелно со книгата се создава и музички композиции кои представуваат молитви и опевање на македонската митологија или вие како што велите македонската вера. За какви текстови станува збор? Во текстовите од песните содржана е македонската вера. Со песните се опева големата мајка Македонија, сонцето или Ил, обожествениот син Македон, Македонија рајот на земјата и Македонија рајот во вселената. Во песните се провлекува констатацијата за дуалистичкиот однос на таткото и синот богот Македон. Во создавањето на Македонија рајот, тоа може сликовито да го согледаме на страница 266, само да ви покажам. Ова е еден гравир,
Тоа е гравир лигатура, кој се наоѓа на планината Хвон, во близината на градот Јинчуан, во покрајината Никсја, во Кина. На тој гравир, од овој гравир, ја напишав една песна, која е насловена Тешкото. Музиката е во изработка, а да го објасниме дуалистичкиот однос помеѓу Господ и Синот. Првата фигура е машката фигура, тоа е Господ Сонце, трите женски фигури, тоа е мајката Македонија во трите пролетни месеци. А втората машка фигура е Божјиот син Македон. На овој гравир прочитано Олеј или Македонија. Л и син сг. Л и син сг. Со значење Олија оплодија или Македонија и сега и из новородениот синот ја оплодија. Ова го кажувам поради тоа што македонската митологија е создадена од боговите македонци, од народот македонски, и тие као творци на науката, писмото и светската култура, како основа на светската култура, тие се рамноправни со Господ Сонце или Ју. Тука имаме и писмен доказ, така да јас во тие песни кои се напишани, тие светости ги вметнувам, а за тие песни композиторот Сашо Ливнински напиша изваредна музика. Така да може и он да каже. Так, сигурно. Господин Ливрински, вие бевте во проектот Зета Македонија, вие бевте задолжен за музиката. Каков предизвик беше за вас поканата од господинот Сотировски, вие да бидете тој кој што ќе ја создаде музиката за проектот Зета Македонија, и дали на почетокот се колебавте околу тоа? Генерално, за мене беше, јас сите интервјуа кога зборуваме за новаа тема, јас почнувам со оваа реченица, да би сакал, бидејќи сум и професор, тоа ми е професијата наставник по музика, а повторувањето е мајка на знањето, би го повторил уште еднаш тоа за тие што не слушнале. За мене навистина беше предизвик, а и голем културен шок, кога со господинот Бранко Сотировски се видиме за прв пат и кој ми предложи што тој има размисли за воопшто за историјата на Македонија, па тука е вклучува нели македонската митологија, и кои се негови, и како тие денеска размисли во 21 век да дојдат да го видат видеото, да ги пласира, и тој сметаше, и мислам дека правилно сметаше, дека создавање на музика врз основа на некои од тие дешифрирани текстови би било како добар поддржувач и на самата идеја, и еве гледаме сега и на самото физичко издание на таа книга, која што има над 400 страници, што е за мене импозантна бројка. Така да, откако тоа го сварив во себе, тоа ние нели се видовме и после првата средба уште неколку пати, кога го сварив тоа како идеја во себе, се согласив и да почнеме да работиме, да ги видам дешифрираните текстови. Во тие сите дешифрирани текстови, јас како композитор, што е добро за еден автор, мислам, видов единство во зборовите. Значи, доста зборови се повторува, што значи самото тоа што тој дешифрирал текстови од разни места на светов, а се повторуваат исти зборови, тоа дава нешто единство дека таму најверојатно бил, или кој што тврди книгата, сигурно дека бил еден народ со една писменост и со една своја традиција и култура. Значи, тоа мене ми како автор, овие текстови кои што на повеќе места низ светов се повторуваа некои зборови, ми даде еден поттик или иницијална каписла ми беше дека композицијата што ќе или композициите што ќе ги напишам ќе имаат еден заеднички дух во текстот.
А што има заеднички дух во текстот, се разбира, тука веќе композицијата добива еден дел од тој дух кој што ќе мора да има низ целата композиција, на кој што јас ќе треба да се надоврзам како композитор, музички автор и со други некои музички принципи и техники за тој дух на заедништво на текстовите да го обединам, па така да се појави првата композиција која што ја рековме Зета Македонија. Таа прилика трае 8 минути, така. И таа е најдолга од сите. Таа како првенче мислам дека е кореспондира со она што да речам дека и поголем број на автори и светски го прават, како еден сублимат на се она што ќе се случува после таа композиција. Па во неја, да речеме, представено и самото раѓање на Вселената, на Земјата, на самиот Господ Ил, нели Сонцето, понатаму нашите обичаи, нашите традиции во средишниот дел и стигнаме во таа композиција, стигнаме некако до Македонија во 21 век, каде што во Македонија во 21 век, поготово во Македонија, а низ цел свет, се мешаат сите традиции, сите култури. Значи, дури мислам дека успеав да представам еден сублимат на разни култури кои што се плеткуваат во нашата земја, затоа што и Македонија, нели, позната и од науката дека е крстопат на многу култури заради X причини, меѓу кои самата географска положба, но и тоа што македонците за жал во својата историја, нели, овие модерниве ние што се знаеме, нели сме подпаѓале под разни власти, а сите тие власти се носеле и својата култура со себе и нормално ја наметнувале. Се во контекст дека тука во тој последниот дел од Зета Македонија сметам дека успеав да ги представам сите култури што продефилирале, култури во наводници, нормално што продефилирале низ Македонија, но како што ја читав јас книгата, како што со Бранко ја те почнеме малку, со се вели, според мене ставаме и добри пријатели. Значи, како што ставаме и добри пријатели, како што се подруживе малку повеќе, како што тој почнали да се повеќе и повеќе да ме запознава со она што е напишано во книгата, така во мене се раѓа една и друга идеја, која што не мора да е вистина, но може да е вистина, затоа што е добра визија. Значи, можно е и сите овие кои што дојдоа тука во Македонија да се враќаат на изворот. А сите знаеме и од сите романи дека злостовникот секогаш се враќа на местото на злосторот. Не е тоа случајно. Не е тоа случајно кажано. Што значи, можеби се вратија дома да видат во наводници се разбира визија некоја, да видат до кај сме, до што сме, зошто избегавме од изворот и така натаму и така натаму. Што оплячкаме, што беше наше, што не беше наше. Јас кога сме зборуваме за таа во наводници плячкањето или поземување елементи од туѓа култура, би се согласил со Бранко. Па дури можеме да сега да кажем, понекогаш за такви расправиме и со татко ми дома, кој што парано беше игрорец во Кочорацин, значи нема тоа примерна професија музика, да со друго нешто се занимава. Јас како помлада личност многу се нервирав кој ќе чуев македонска песна некаде надвор, позајмена, поготово во нашите соседства. Но татко ми имаше една добра идеја, вели, имаат од што да крадат. А татко ми тоа кажа со неговите обични зборови, а Бранко го кажа дека од богата култура можеш да крадеш и ќе остане пак таа да се промовира, да се презентира. Еве, самиот доказ е книгата, па така настанаа и песни после, значи, оваа Зета Македонија, каде што некај ја прикажа Македонија во 21 век со оние средства што јас најдобро ги знам, не можев тоа. После тоа се роди и другите песни, Лаврот беше, Божја роса, Салјас воила, изведени од оваа,
од оваа и нормално Македонија во први век ќе прикажаме и како во целокупната композиција, Македонија во 21 век и прикажаме како крај на целата композиција, за да нели целата композиција, како што реков на самиот почеток, да има еден заеднички текстуален дух има, но да има и музички еден заеднички звук. И она што мене лично ме фасцинираше кога ја пуштаме композицијата да ја чуат обични луѓе, од се највеќе им се допадна Македонија во 21 век, може би затоа што ја чувствуваат за најблиско до себе. Така. Да не забораваме да споменеме дека песните ги пее и Серафина Фантузо. Така. Значи, одлуката да пее Серафина Фантузо беше заедничка, нормално на мој предлог, затоа што Серафина Фантузо е одличен вокал и таа исто како се запозна со ова што треба да го пее, беше доволно храбра, да не речем нешто друго, беше доволно храбра и доблесна да рече дека ја сакам ова да го испеам, па макар ја направили најголемата грешка во нашите животи, затоа што на крај на криштата храбрите ги следи среќата. Бранко, еве, тука би ве прашала нешто, немојте да ми замерите, нели? Пред неполна година имавме интервју во телевизија Сонце за емисијата Исконски думи за проектот Зета Македонија. Постфестум имаше критики и позитивни и негативни, особено тие сирџиските, ќе ги спомнам. Подбивник, така да ги кажеме. Како делуваат тие критики на вас? Многу сум благодарен на тие луѓе. Со огромна умешност и на шеговиен начин ја презентирале мојата научна мисла. Дали тоа е направено поради цинизам или непознавање на материјата, не знаем. Случајот допринесе да дојде до позитивен ефект. Добив огромна поддршка од научниот свет и истражувачите од целиот македонски полуостров. Тоа ми даде поттик за поинтензивна презентација на моите сознанија. Ако може се надоврзам, значи јас би сакал исто така на тие луѓе да им се заблагодарам. Да се заблагодарам на нивниот менталитет онаков како што е, за да не го крстам каков е, онаков како што е, многу да им се заблагодариме, што ако книгата, се зборам спекулативно, ако таа емисија беше гледана на YouTube 11.000 пати, тие предонесува да се гледа 22.000 пати, во наводници, не знам колку се гледаше, донесува да се популаризира точно она што всушност сакаше господинот Бранко да каже, затоа што ние, за жал, македонците, поготово и сите на Балканскиот полуостров сакаме, или на Македонскиот полуостров, сакаме работите да ги вадиме од контекст и едноставно да ја замајуваме да ги замајуваме гледачите и слушателите со тоа што нам не ни се допаѓа, па ќе извадиме нешто од контекст и тоа ќе го ставиме во некаков после наш контекст, а главна цел е исмејување. Што значи, според мене, само можете, предпоставам, на Балканот, се надевам дека не така, ама се некако така ми води мисла, само на Балканот може некој што не направил ништо, да му се подбива и да му се подсмена. Некој што се потрудил година, 2, 3, колку пишуваше Бранко, 6 години, се потрудил 6 години да направи нешто. Значи, секој нешто направено е подобро од ништо не направено. А тоа тие најверојатно не се свесни дека голема штета прават за Македонија, за таа земја каде што потекнуваат, нели? Се што зборуваме за нашата татковина, има едно големо уво кое што слуша, а поготово нашите душмани, така да тие би искористиле секое нешто кое што е кажано во негативна смисла за Македонија, да го искористат дека еве и самите тие зборуваат така како што не треба, во контекст на она што го кажав преска. Бранко, еве, вие сте посветиле 6 години во пишување на книгата, но еве, сте ја виде светлината на денот книгата. Исто така и проектот Зета Македонија се заокружи на некој начин со книгата и со музиката на господинот Јурински. Но дали ќе има продолжение овој проект? Проектот содржи, значи, книга, имаме темел,
дешифрирани текстови низ целата земјина топка. Од тие дешифрирани текстови кои се всушност поетски искази на македонци, е направена музика и песни, испеани се песни. Тој е албумот Раѓање на Македонија. А моментално снимаме нов албум, тоа е Македонија рајот, кој ќе се промовира заедно со книгата. Јас имам една замисла, мојата работа е завршена. Сега имам замисла да направам едно либрето за опера, во која ќе имаме две личности. Машката личност ќе се вика Славен, а женската Лира. Се да објаснам што значи тоа. Славен, ако би значило, ако го извадиме буквата С и на крајот Н, тоа е со еден, а останува лав, значи со еден лав. А лавот е символ, е македонски символ на сонцето. Тоа е Господ Сонце. Значи Славен е сонцето, Господ Сонце. А Лира, именката Лира, ако се прочита наопаку, би значила Ар Ил. Тоа значи Ар е земја, а Ил е сончевиот зрак или сонцето. Тоа е земјата на сонцето. И двете имиња го символизираат нашиот Господ Сонце, па со Господ напред. Ја мислам ќе го напишам либрето и таа опера ќе се испее со помош на композиторот Сашо Левлевски. Добро, тоа е значи малку во иднината. За тоа ќе треба да се договориме колку ми плати пред. Ако плати доволно, тоа. Односно во смисла дали ќе бидам јас подготвен тоа да направам. Ќе морам пред да бидам јас. Ќе ви биде некој предизвик, голем, нели? Така, ќе морам јас да се погледнам во огледалото самиот и да видам дали сум подготвен да го направам. Ако сум подготвен ќе го направам, ако не, тогаш ќе го направи некој друг, но битно е дека господинот Бранко Сотировски во себе содржи, иако е во повозрастни години, многу младешки дух и содржи визија. Успешни луѓе се само оние луѓе кои што имаат визија за нештото, за воиднината. Инаку би сакал, ако ми дозволи Бранко, да кажам дека новиот проект Македонија, наречен Македонија рајот, дека е во вокална изведба на нашата врвна пејачка Сузана Спасовска, и тоа е, да речеме, и таа сакаше да ја стави својот музички ген или својата музичка крв во новиот албум, на што сум јас лично, мислам и двајцата, посебно благодарни. Господа Бранко и Сашо, се надевам дека со овој разговор ги замисливме гледачите на телевизија Сонце, а можеби некои ги провоциравме, па ќе посакаат оваа книга да ја имаат во рацете како вредно дело во нивните домашни библиотеки. Ви благодарам за разговор. Јас се извинувам, само гледачите и вашите гледачи да ги поканам на промоцијата на мојата книга. Промоцијата се одржува во кинотеката на Македонија на 4 декември 2015 година. Петок, тоа е денот Богородица. И ако може, во моје лично име и лично на вечето, на телевизија Сонце и на тебе посебно, да ти се заблагодарам што видовте и ти како водителка виде дека ова е нешто интересно кое што треба и може и треба да се презентира на македонската јавност, и се надевам дека оваа книга во едно идно време, во 2000 или 3010 година, кога луѓето ќе имаат пософистицирани техники на изработка и на проучување на историјата, дека ќе докажат дека ова е еден дел од вистината за Македонија. Така. И благодарам на вас.
сонце ясне